Здраво на сите и добре дојдовте на мојот канал. Ако ја следите содржината што ја постирам, што ја објавувам на каналот, ќе забележите дека најголем дел од видеата се посветени на конкретни романи и правам осврт, правам рецензија, давам еден приказ на романот, можеби која е главната тема или силните, слабите страни на романот и давам едно моје мислење на крајот зошто ми се допаѓа. Најчесто зборувам за дела кои што ми се допаѓаат, зошто ми се допаѓа тој роман. Има некои видеа посветени на конкретни писатели или писателки, јас ги нарекувам авторски профили. Има неколку такви видеа, меѓутоа во последно време, во последните неколку месеци почнав да читам раскази, кратки раскази, гледам да не се многу долги и може да проверите. Имам Себичниот џин од Оскар Вајлд, Смрт во синоновото теќе од Иво Андрич и уште неколку раскази. Тие се баш аудио верзија, можете да си ги слушате дури не знам додека сте во автобус или во кола или каде и да сте, баш се аудио верзија. И имам две видеа, ако не се лажам, посветени на две пократки дела. Едното е Преобразба од Франц Кафка, другото е Мртвите, тој расказ од Джеймс Џојс, што се наоѓа во збирката Даблинци. И Преобразба, Метаморфоза од Кафка и Мртвите се многу познати кратки дела. Сега идејата ми е да продолжам да снимам видеа за така пократки дела, можеби за некој познат расказ или новела, да не одиме сега во тоа што е новела, што е краток роман или што е долг расказ. Меѓутоа во тие видеа сакам, ако се работи за некое важно дело, како што е расказот кој што ќе зборувам денес, сакам таму да не правам некоја само кратка рецензија, туку баш да биде на анализа, малку подлабоко да откриеме за што точно се работи во тој расказ или во таа новела. И токму кога зборувам во видеото за Кафка, зборувам за онаа идеја на Орхан Памук, за центарот на романот, за главната идеја, што е причината за пишување за еден писател да го напише тоа дело. И значи во овие видеа ќе има спойлери, мислам дека и во ова видео ќе има спойлери, иако расказот за кој што ќе зборувам денес повеќе уникатноста на искуството и на приказната, отколку дека нешто неочекувани нешта се случуваат во тоа дело, а ќе зборувам за писарот Бартлби, приказна од Wall Street од Херман Мелвил. Веројатно ако кога ќе го слушнете името Херман Мелвил, ќе ви текне на Моби Дик, неговиот најпознат роман. Херман Мелвил е писател, американски писател, еден од најпознатите писатели кои што живее во 19-тиот век. 1819 е роден, 1891 умира. Еден од, како што кажав, најпознатите американски писатели. Најпознато негово дело е Моби Дик. Го имам читано одамна, сега планирам да го препрочитам. Многу фалениот превод на Огнен Чемерски на македонски и од кога ќе го исчитам тој роман, го има во издание на Полица, ќе снимам едно по-обширно видео и таму ќе зборувам повеќе за Херман Мелвил. Тука ќе кажам само неколку збора за него. Меѓутоа, Мелвил нема многу други познати дела. Меѓутоа, овој расказ е многу култен расказ, многу интересно дело, кратко дело, има 60 и нешто страни. Писарот Бартлби или Bartleby the Scrivener, Wall Street Story, а ова е во издание лани излезе на македонски, превод од Даниела Спировска, а издавачот е ПНВ Публикации. Излезе и се израдував што сакав одамна да го читам ова дело и се израдував што го има на македонски. Си го купив, го прочитав, сега го препрочитав пред да го снимам ова видео и баш ќе направам една кратка анализа на овој расказ. Животот на Мелвил е многу интересен, меѓутоа сосема накратко ќе кажам неколку збора, нема да зборувам сега многу за Мелвил. Роден е во богато семејство, меѓутоа подоцна ќе поради склоп на околности ќе мора да работи секакви работи, ќе работи како чиновник, па подоцна како наставник, за да на 21 годишна возраст ќе отиде да работи на брод, ќе патува до Европа, до Ливерпул, се враќа и на 21 година се пријавува на китоловен брод. Тоа е тешка работа и патува на едно од патувањата, на едно од тие патешествија, работи на брод во кој што капетанот е вистински тиранин, туку капетанот Ахаб, ако сте го читале Моби Дик ќе ви текне.
и заедно со уште еден другар ќе решат додека поминуваат покрај еден од Полинезиските острови да скокнат од бродот и да пробаат да живеат на островот, да видат понатаму да со некој друг брод да заминат од таму. Ќе успеат, меѓутоа она што тие нема да го знаете дека на островот живеат човекојаци. Сепак ќе преживее Мелвил, ќе го примат човекојаците, ќе живее таму, подоцна се заминува, се враќа во Америка, тој е инаку роден и живее во Њу Йорк и подоцна. Ќе напише еден роман по име Тајпи, ќе стане сензација, значи авантуристички роман со неговите доживувања, екзотика, остров, човекојаци и така натаму. Ќе напише уште неколку такви романи, авантуристички романи и луѓето ќе ги сакаат да го читаат, меѓутоа него го копка едно нешто, сака да напише нешто што е подлабоко, пофилозофско дело и ќе се реши да го после неколку дела да го напише, а во 51 година ќе го издаде Моби Дик, неговото пообемно, пофилозофско, подлабоко дело кој што има делови кои што се треба да ги издржите и знаат да бидат малку и монотони и така натаму. Меѓутоа според мене Моби Дик е вистинско ремек дело и ќе го напише Моби Дик, меѓутоа Моби Дик е тотален, апсолутен неуспех, до толку што не може да го сватат луѓето зошто го напишал тој роман, дури му ствара создава непријатели, анимозитет кај него, а подоцна никаков финансиски успех, подоцна ќе напише уште едно дело, после тоа мислам дека се Пиер, тој роман, и тој роман исто во таа насока, меѓутоа апсолутно целосен неуспех, ниту е разбран, ниту дури во 20-тиот век всушност се случува еден ревайвал и на Моби Дик и на Мелвил и почнува да се чита и да се препозна, да биде препознан како многу важно всушност дело со голема книжевна вредност. Меѓутоа после неколку години тој ќе свати дека мора да едноставно сака да објавува, сака да пишува и ќе почне да пишува дела кои што ќе бидат поприфатливи, поконвенционални и во всушност ова дело е првото такво дело писарот Бартолби кој што излегува во 2 броја во списанието Путнам во 1953 година. Подоцна напишува и други дела и поезија и така натаму. Меѓутоа ова е многу интересно дело и ќе кажам неколку збора за овој расказ. Нараторот на овој расказ е денес мислам дека би го нарекле нотар, правник кој што има канцеларија на Wall Street и работи со документи, со адвокати, значи тука се заверуваат документи, се препишуваат документи, официјалните документи во тоа време се препишуваат рачно. Него му требаат писари, има преведени се кај нас имињата нивни, едниот е Turkey, другиот е Snippers и преведени се како Појко или Штипко и има едно младо дете, 12 годишно дете, преведено е Ѓумбирко, мислам дека е тамо Џинчунат и тие работат во неговата канцеларија и едниот од нив е постар човек, значи Појко е постар човек на своји 60 години, таков избувлив целиот и интересното е кај него има многу голема комичност во расказот и тој докај 12 сатот до паузата за ручек е многу педантен, многу смирен, меѓутоа кога ќе отиде на пауза, кога ќе се напие по некое пиво, после тоа му се истура мастилото, таков е, се нервира, значи ставно не е продуктивен и дури овој човек, газдата на оваа канцеларија, ќе му предложи да работи само до 12 часот, меѓутоа тој одбива сметајќи дека треба да работи, може дека е продуктивен и така натаму, а другиот па обратно, и тоа е таа комичност, Штипко па е помлад човек, дотеран, фин, згоден, меѓутоа кај него е обратно, од Сабајле е целиот раздразлив, нели го вика, нараторот вели поради лошото варење, раздразлив е, викан, незадоволен, а меѓутоа после ручекот па се смирува и си ја врши работата како што треба. А другото па момче, младото дете кој што таткото го испратил да биде во таа средина и да учи, тој оди и цело време им купува колачиња од ѓумбир и затоа го викаат ѓумбирко. Додека еден ден затоа што добро му оди работата на овој човек, тој решава да вработи уште еден писар, доаѓа еден многу интересен лик Бартолби и тој е всушност писарот Бартолби. Почнува да работи, е педантен, вреден, ништо не зборува, се исполнува се што ќе му се каже првите неколку дена, за да еден ден, додека случајно без многу да размисла, овој човек ќе викне: Бартолби, дојде и ми требаш нешто да провериме некој документ.
и ќе се слушне од таа страна познатото, тоа е една култна. Всушност овој расказ е познат по таа фраза, искористена од филозофи, од теоретичари, и ќе каже I would prefer not to. И се размислував кога го земав овој расказ, се мислев како е преведено сега тоа на македонски, затоа што многу е важно. И мислам дека многу фино решение е најдено, а тоа е поарно не би. И овој човек е шокиран како може да одбие работа и да му каже поарно не би, или I would prefer not to. Меѓутоа и ќе почне неколку пати ќе почне да се повторува тоа, ќе му даде некоја друга задача, ќе каже поарно не би. И почнува конфликтни емоции да има кај овој човек. Значи не е некаков безмилосен газда кој што веднаш може да го исфрли на улица и така натаму. Меѓутоа кај него ќе проработи некаква и можеби христијанска етика и совест, и тука има поврзаност со Мелвил, кој што е растен како реформиран калвинист, сака да го разбере овој човек, да не го исфрли веднаш, туку така сака да го разбере да е неговата позадина, меѓутоа од него не може да извлече ни збор, не може да извлече ништо. И збунете човекот и почнува кај него да се одвива една сочувство, желба да го разбере, од друга страна па бура од емоции, без како може другите ќе се вмешаат и ќе бидат шокирани и нема да можат да сватат како може да одвива овој човек работа. Едниот од нив спремен целиот ќе се тепа, кажи ми само, јас ти му објаснам него како може да кажува поарно не би, ќе одбива. Меѓутоа овој газда, овој сопственик ќе му покаже милост и ќе покаже разбирање спрема Бартолби, и меѓутоа како ќе поминува времето, Бартолби еден ден ќе каже па реши веќе да не работам, да не препишувам. Овој човек е шокиран и тука сака да му излезе во пресред, да има разбирање за него, окей, одмори, веројатно тие до очите и така натаму. Меѓутоа Бартолби веќе не сака ништо да прави и овој човек ќе свати дека всушност тој никаде не заминува и дека живее во неговата канцеларија, и тука се шокира и така натаму, смета дека Бартолби е дрзок, меѓутоа и тука му дава шанса до тој степен што на крај тој ќе исели, ќе му каже ти давам пари, се што ти треба, само замини си, веќе не иде работава. Бартолби не заминува. И само би рекол поарно не би заминал, и овој човек ќе се исели од таму, ќе најде друга канцеларија. Меѓутоа тие луѓе кои што ќе земат таа старата канцеларија, го наоѓаат овој човек таму кој што не си заминува од зградата, прават ситуација, скандал и така натаму, овој човек мора да ја решава, ќе му понуди да го земе кај него дома, додека не се среди, значи не е тиранин овој човек, меѓутоа Бартолби одбива до крај, за на крај да го однесат во една установа, во еден затвор, каде што ќе одбива до крај, дури ќе одбива идејата и Бартолби на крај умира. Тоа е накратко приказната за писарот Бартолби, ништо спектакуларно од една страна, добро напишано, има на моменти тажно, на моменти смешно. Тоа е приказната, меѓутоа тука тоа е интригантното, поарно не би, I would prefer not to. Што сака Мелвил да каже? Ако има ли нешто да каже со тоа поарно не би и реакцијата на овој човек Бартолби, овој до некаде трагичен лик кој што завршува трагично, и Славој Жижек и други и Делез и други филозофи се имаат занимавано со тоа што сака да каже Бартолби со тоа поарно не би, со тоа негово одбивање. Јас ќе се обидам само сега на кратко да дадам 2-3 можни толкувања за што, како може да го гледаме тоа поарно не би, како да го сватиме овој човек Бартолби. Има едно толкување кој што го сретнав неколку пати, кој што мислам дека е прилично површно, тоа е дека Бартолби е приказ на човек кој што е во депресија, кој што нема никаква, има безцелност кај него, безволност и крева раце од животот и завршува така како што завршува, трагично. Меѓутоа мислам дека има неколку други мисли кои што се меѓу поврзани, кои што се поблиску до центарот на романот, центарот на расказот според мене, а тоа е на критика на Wall Street и на поднасловот е приказна од Wall Street.
критика на Wall Street и оно што Wall Street го представува како еден центар на парите, на моќта, на израз на капитализмот, на материјализмот, на конзумеризмот што подоцна ќе произлезе од тоа, значи критика на тој систем. И Бартлби како една личност која што одбива да учествува во, да биде дел од тој систем, нели, да одбива да ги исполнува очекувањата на сите околу него, на општествените очекувања или општествени норми, и го покрива прашањето за вредноста на работата и вредноста или улогата на поединецот во капиталистичкото општество. И тоа мислам дека е блиско до она што Мелвил сака да го прикаже. Од друга страна го имаме и идејата на ненасилниот протест. Мелвил е сигурно исто така е под влијание на Ралф Валдо Емерсон и целиот концепт на трансцендентализмот, ненасилниот протест и живењето на автентичен живот и така натаму. И сега може би ова е малку претерување да се каже дека тоа е главната идеја на Мелвил, меѓутоа не може да се избега од тоа да се излезе од таа идеја на ненасилниот протест. И мислам дека има еден извадок што ќе го прочитам сосема краток, што мислам дека мислам дека држи вода и може да се поврзе со идејата на Мелвила. Тука вели, нараторот вели: ништо не мачи еден сериозен човек толку колку пасивниот отпор. Ако личноста соочена со таков отпор нема нечовечки карактер, а оној што дава отпор е сосем безопасен во својата пасивност, тогаш, поради добрината на прво спомнатиот, тој ќе се потруди благонаклоно во мислите да го протолкува тоа што е невозможно да се реши со расудување. Еве го тука, значи самиот овој наратор, самиот Мелвил, да речеме, преку овој човек спомнува дека ништо не може да го обесцели, да го разоружи оној што сака да биде и тиранин или оној што сака да се постави од позиција на моќ спрема некој друг колку пасивниот отпор, или ајде да го преведеме како ненасилниот отпор. И само нечовек може да не изреагира, да остане равнодушен на тоа. Мислам дека тука е блиску до центарот на романот. И има уште нешто што би го кажал, можеби како последна мисла, што мислам дека е веројатно најблиску до мое мислење, најблиску до идејата на Мелвил, а тоа е дека кога е напишано ова дело, и напишано е после големи порази со Моби Дик, и напишано е од човек кој што на некој начин никогаш не доживеал славата и признанието кој што го заслужува за Моби Дик, Херман Мелвил. И тука гледаме еден човек кој што е разочаран човек, затоа што оно што за вистина сака да го пишува, дека никој не го разбира и не го прифаќа. И тука на некој начин, ајде да си дозволиме да го споредиме со Бартлби, човек кој што едноставно крева раце и поарно не би, можам да пишувам и други работи, меѓутоа поарно не би, подобро нема да правам компромис, иако на крај Мелвил на некој начин и крева раце и почнува да пишува дела кои што ќе бидат поприфатливи за другите, меѓутоа Бартлби тука вели поарно не би, I would prefer not to, нема да правам компромис, и едноставно завршува така како што завршува во целосна изолација на крај во смрт. Зошто? Затоа што застанува, не сака да учествува во системот, сака да едноставно може да го гледаме како пример на човек кој што се спротивставува и се бори за својата независност и автентичност, а независноста, особено кои трансценденталистите, е многу важна. Сето ова се можни толкувања, можни насетувања, може да се шири овој муавет многу пошироко. Сакав да едноставно да ви го предочам ова кратко четиво, ич него сакам тој израз, овој краток расказ, и да ви препорачувам да го прочитате. Моби Дик секако треба да го прочитате, меѓутоа ова се чита на едно седнување, имаше 75 малецки страници. Тоа беше моето видување, некои можни мисли за еден од најинтригантните раскази и една од најкултните изјави, една од најинтригантните и култните изјави, тоа е I would prefer not to, или поарно не би, како што е тука преведено.
следуваат наскоро нови видеа, нови интересни романи и писатели. Ако не сте стиснали subscribe на каналот, стиснете, може да го направите тоа сега, може да ме заследите на Facebook и на Instagram. Чувајте се и се гледаме со наредно видео. Чао!